Добар ден на сите. Благодарност до Националното сдружение за ЕМС и Медицинската асоциација на студенти, што ме поканија да учествувам на овој вебинар и јас ќе зборувам за квалитетот на животот и мултипла склероза. Прво ќе почнем со една мисла која кажал Алексис Карел. Тоа е хирург во почетокот на минатиот век, кој што кажал дека квалитетот на животот е поважен од животот сам по себе. Така да ова реченица многу значи, односно доколку размислиме подлабоко ќе видиме дека сепак тоа што ние го живееме секојдневно, тоа има некаква мерка и тоа може да се измери во некаков и да се квантифицира во некаков квалитет. Меѓутоа, што е квалитет на живот? Квалитет на живот е сопствена перцепција за квалитетот на секојдневниот живот. Тука се вклучуваат социјална, емоционална и физичка благосостојба, и хроничните болести со текот на времето влијаат на квалитетот на животот. Кога зборуваме за социјална, емоционална и физичка благосостојба, сепак зборуваме, значи тоа секој од нас може да го мери квалитетот на животот на еден начин, меѓутоа, кога станува збор за хронична болест, како што е мултипла склероза, дополнително влијае на квалитетот на живот, односно не е исто мерењето како кога станува збор за квалитетот на животот на генералната популација. Како го мериме квалитетот на животот кај различни болести? Сепак се мери се состои од физичкото здравје, тоа е една многу важно, значи движењето, мобилноста, перцепцијата за тоа колку е заморот тука, перцепцијата тоа колку пациентот може да се движи и да функционира секојдневно. Менталното здравје е многу важно, какви се психичките симптоми, дали има психички симптоми, тука исто така заморот влегува како еден од симптомите кои може да бидат и физички и психички, и многу е важно за севкупниот квалитет на живот е поддршка од институции кога станува збор за некаква здравствена состојба. Така да во овој дел е многу битен и вклучувањето на институциите за севкупната перцепција за квалитетот на живот, како што се здравствените институции, каде што ние работиме и ние даваме услуги, меѓутоа и другите социјални институции кои што помагаат за да се остварат најразлични права. Сега, како го мериме квалитетот на животот? Квалитетот на животот го мериме поготово кога станува збор за кога е поврзано со здравствена состојба, има најразлични прашалници за квалитет на живот, меѓутоа кога станува збор за мултипла склероза, постојат специфични прашалници за мултипла склероза, како што се наведени MSQL-54, MSQL-27 и MUSI-QL. Сите овие прашалници се специфични за мултипла склероза и на крај се сведува, има многу прашања, претпоставувам некој веќе ги пополнил во различни ситуации, има многу прашања кои што на крај се сумираат одговорите и се добива еден севкупен збир на поени, кои што ја одразуваат перцепцијата за квалитетот на животот. Значи, во главном се мери физичкото здравје, се мери севкупниот квалитет на живот, емоционалната благосостојба, ограничувањата физички и емотивни кои ги имаат пациентите и нивната когнитивна функција, односно нивната интелектуална функција, како самите себе ја прецепираат својата интелектуална функција. Меѓутоа, што е тоа што го одредува или го намалува или влие на животот на квалитетот на животот кај пациентите со МС? И за да најдобро да го илустрирам, јас одбрав неколку истражувања што се правени во различни земји, чисто да добиеме представа како изгледа, односно што најмногу влие, односно што пациентите сами сметаат дека најмногу влие за намалување на нивниот квалитет на живот. Сега, ова е една студија која што е работена многу одамна, мислам не многу, меѓутоа сепак е поодамна, во 2004 година, и ова е работена во Англија, и ќе видиме како најчести симптоми што се пријавени во Англија, како најчести симптоми кои што пациентите ги кажувале во своите прашалници, тоа е дека најмногу им смета менталното здравје, односно најмногу имаат потешкоти со
психичката состојба, исто така социјалното функционирање, болката исто така, меѓутоа и виталноста е на едно високо ниво и општото здравје. Од друга страна, на оваа табела можеме да видиме дека дури 96% од пациентите имале замор, кои што сметале дека 88% сметаат дека тој проблем многу средно или многу влијае на квалитетот на живот. Исто така 92% од пациентите имале проблем со балансот и со чувство на вртоглавица, а 74% од нив сметаат дека тоа средно или многу им влијае на квалитетот на живот. Исто така намалување на мобилноста, на подвижноста, 91% од пациентите имале чувство ги пријавиле овие симптоми, меѓутоа 79% сметале дека овие симптоми се или средно или високо им го намалуваат квалитетот на животот. Исто така тука се и проблемите со измокрувањето, односно проблемите со мочниот меор, каде што 70% сметаат дека го намалуваат квалитетот на живот. А од друга страна, пак ако видиме во групи поделени помеѓу релапсно-ремитентна мултипла склероза, мултипла склероза која што е во фаза на релапс и примарно прогресивна или секундарно прогресивна мултипла склероза, ќе видиме дека 91% или 94% или 98% ке прогресивна мултипла склероза, еден од мобилноста е еден од најтешките симптоми, односно симптоми кои што најмногу влијаат. Исто така, намалувањето во секојдневните активности исто така е на висок процент во овој прашалник и дополнително кој ќе видиме дека болката или телесната болка е и кај релапсно-ремитентната и кај мултипла склероза во време на релапс и кај примерно прогресивна или секундарно прогресивна е висок процент на оценувањето на квалитетот на живот. Така да од ова можеме да заклучиме дека заморот, болката, мобилноста и намалувањето на секојдневните активности се многу голем показател, односно многу голем причинител за намалување на квалитетот на животот, што самите пациенти го пријавуваат при пополнувањето на прашањето. Рековме дека ова станува збор за сопствена или лична перцепција, субјективна перцепција на квалитетот на животот. Исто така, во една друга студија која што е работена во Америка, ќе видиме црвената линија представува средна вредност, односно тоа е 50 поени, односно генералната популација, здравата популација во Америка ја представува оваа линија од 50 поени. Кога ќе видиме на горниот дел од овој графикон, поголемиот скор или збир на поени го изразува влошенот, намален квалитет на живот, односно влошено здравје според пациентите, и ќе видиме дека анксиозноста, депресијата и заморот е високо на скалата, односно има заморот дури има и 60 поени како скор за намалување на квалитетот на животот, исто така и болката. Од на долната страна, на долниот дел од графикона, на долната половина, што е по низок скорот, тоа е полош квалитетот на живот, и ќе видиме дека дури кај физичкото функционирање, односно мобилноста, па дури и сатисфакцијата, социјална сатисфакција кај пациентите со мултипла склероза високо влијае на намалување на квалитетот на животот, па дури и генералното субјективно чувство го намалува квалитетот на животот кај овие пациенти. Така да, ако погледнеме убаво и од претходната и од сега, ќе видиме дека не е класичните симптоми што влијаат на мултиплната склероза, туку сепак има и некои други симптоми кои што ние можеби ги занемаруваме во секојдневната пракса или при разговор со нашите пациенти, го намалуваат квалитетот на животот. Ова е интересна студија, исто така поново објавена од регистарот за МС во Швајцарија. Благодарност до мојот драг пријател доктор Харис Бабачич, со кој работиме заедно, па да ги споделам неговите резултати. Ова е студија работена од регистарот
во Швајцарија, каде што ќе видиме дека најголем проблем на пријавени симптоми се заморот, слабоста, балансот, меморијата, односно помнењето, па и болката. Така да и оваа студија соодветствува со оние претходни истражувања кои што се правени. И сега на овој графикон можеме да видиме што е поголема разликата помеѓу квадратчето и звездичката. Тоа значи поголемо влијание на квалитетот на живот, односно го намалува квалитетот на живот, или што квадратчето е повисоко на скалата од 0 па минус 2, минус 4, така исто така го намалува квалитетот на живот. И сега ќе видиме дека одењето, балансот и заморот се едни од најголемите, најмногу влијаат на намалување на квалитетот на животот. Исто така е тука и слабоста можеме да ја споиме со овие симптоми, и исто така функционирањето на мочниот мемор, односно проблеми со измокрувањето. Ќе видиме дека овие најмногу влијаат на намалување на квалитетот на животот, а не влијае толку во овој случај депресијата или пак спастицитетот, односно вкочанитоста на мускулатурата. Така да и овие резултати се нешто слични од тоа што го гледаме наназад во низ годините во различни истражувања. Исто така, ова е слично истражување кое што правено во Англија, каде што исто така се добиени одговори преку нивниот регистар на пациенти, и ќе видиме дека голем дел од пациентите имаат болка и нелагодно чувство, голем дел имаат проблеми со мобилноста и имаат проблеми со намалување на дневните активности, и сето тоа го намалува квалитетот на живот според нивното субјективно мислење. Дополнително, депресијата и анксиозноста во нивниот случај исто така го намалува квалитетот на живот. И дополнително нешто што сакам да потенцираме, тоа што ние го забораваме како лекари кога разговараме со нашите пациенти, меѓутоа дури во првата година, односно во почетокот на болеста, 30% од пациентите имаат проблеми со замор, помнење и намалено расположение или страв. Ние секогаш на почетокот можеби се концентрираме кон лекување на одењето, спретноста со рацете, да ги воведеме пациентите на терапија. Меѓутоа, овие симптоми најчесто ги забораваме или не ги прашуваме, пациентите можеби не се свесни дека доаѓаат од самата болест, а тоа само по себе го намалува квалитетот на животот дури и на почетокот, односно на поставување на дијагнозата на мултипла склероза. Така да ние како лекари треба да имаме во предвид дека и овие симптоми пациентите ги ограничуваат и го намалуваат квалитетот на животот. И сега ова е интересна студија која што е работена кај нас. На нашата клиника беа пополнувани прашалници за квалитетот на животот. Дел од ова излезе една дипломска работа, каде што јас сакам да споделам неколку информации со состојбата во нашата земја. Ќе видиме дека во нашата земја најнизок скор има ограничување поради физички проблеми, односно секојдневното функционирање. Тоа е најлош скор, односно меѓу полошите скорови 50, а исто така има ограничување поради психички проблеми. Нешто подобро стои болката, меѓутоа енергијата и заморот стои, исто така има 50 бода, што од прилика можеме да кажеме дека соодветствува на тоа што е објавено во другите земји. Меѓутоа, кога ќе споредиме во однос нашата земја, во однос со соседни земји и развиени земји, ќе видиме дека ние подобро стоиме со физичкото здравје во однос на Шпанија и во однос на Обединетото кралство, па и Франција, па дури Србија и Холандија. А кога станува збор за психичкото здравје, кај пациентите со мултипла склероза, ќе видиме дека кај нас исто така стоиме подобро во однос на Обединетото кралство, меѓутоа не во однос на Шпанија и не во однос на Холандија, меѓутоа подобри од Франција и подобри од Србија. Јас овие резултати би ги земал со резерва,
заради тоа што сепак станува збор за мала група на испитаници во некои студии што се споредувани, така да меѓутоа е интересен податок и треба понатаму да се истражи како нашите пациенти според валидизиран прашалник за квалитет на живот имаат подобри резултати од некои други земји. Меѓутоа, состојбата кај нас сега за сега и единствено истражување кое што е направено и собрани податоци го покажува ова. И сега, како да се подобри квалитетот на животот? Сепак, ако веќе ги видовме кои се симптомите, односно видовме каква е состојбата, значи едно од главните начини е препознавање и лекување на симптомите кои го намалуваат квалитетот на живот. Ако видовме дека депресијата и намаленото расположение и стравот, анксиозноста го намалува квалитетот на животот, треба можеби да се концентрираме и на тие симптоми. Нормално, лекувањето на основната болест и на времено поставување на соодветна терапија ќе влијае на квалитетот на живот, менува квалитетот на живот. Физикалната терапија и физичката активност влијаат многу на промена во квалитетот на живот, односно подобрување на квалитетот на животот и поддршката од институции, не само здравствените, меѓутоа можеби и ние сме едни од како здравствена институција сме едни од најважните чинители на подобрување на квалитетот на животот, тоа што пациентите се лекуваат, добиваат третман, се советуваат, ние многу можеме да го подобриме квалитет. И сега сакам да прикажам една студија што значи високо ефикасна терапија и квалитет на живот. Ќе видиме дека на левиот графикон пациентите што немале значително влошување на некои од овие симптоми, кога почнале да примаат натализумаб во овој случај, имале перцепција за значително подобрување на спиењето, на анксиозноста, на емотивните симптоми, односно на чувството дека се подобруваат. Од друга страна, на тие што имале значително влошување во овие сегменти, е уште повисоко подобрувањето, како што е проблеми со сонот, анксиозноста, емотивната состојба, чувството за подобрување и за собственото здравје. Така да, високо ефикасната терапија сепак влијае на подобрување на квалитетот на животот. И ако видиме споредба помеѓу два лека, високо ефикасни лека, тоа е натализумаб и окрилизумаб, ќе видиме дека позитивно влијание од перцепција за подобрување на состојбата кај натализумабот имаме дури 47%, а кај подобрување на сонот имаме 40% и нешто слично имаме и со окрилизумаб. Кога станува збор за депресијата, имаме подобрување 40% кај натализумабот и нешто слично кај 33% кај окривусот. Кога активната состојба и промени во однесувањето расположението, можеме да видиме дека нешто слично имаат и двата лека, ама високо подобрување, односно 40 до 44%. Нешто слично е и кај анксиозноста и нешто слично е и кај заморот, каде што окревусот малку повеќе го подобрува заморот. Така да високо ефикасната терапија или новата терапија што ни доаѓа и што секој ден читаме различни искуства од светот, го подобрува квалитетот на. Надевам дека ние заедно со лобирање и од наша страна, меѓутоа и невладните органи, Сдруженијето на пациенти со мултипла склероза, ќе можеме да придонесеме да секоја година имаме се повеќе пациенти на високо ефикасна терапија и се повеќе пациенти на нова терапија. Физичката активност. Само накратко, ова е една студија, мета-анализа, правени повеќе студии, во 2018 објавена, ќе видиме дека аеробните вежби и физикалната терапија имаат ефект на подобрување на квалитетот на физичкото, за физичко здравје. И исто така, физикалната терапија имаат ефект и на ментално. Исто така и физикалната терапија има влијание мал, но сепак има. И многу интересно дека аеробикот и физикалната терапија влијаат на социјалното здравје, односно на перцепцијата за социјалната активност кај овие пациенти. Нешто физикалната терапија покажува дека има среден до голем ефект. И ова што ни кажува? Ни кажува дека сепак треба и тоа да се прави како нефармаколошки третман
во сите пациенти со своите можности да имаат некои аеробни вежби, да вежбаат секој ден, меѓутоа, но ако може да се направи некоја рутина на физикална терапија, која што ќе им помогне во секојдневното функционирање. И за крај сакам да кажам дека нашиот регистар за пациенти со мултипла склероза конечно е во функција од пролетта, полека се пополнува и за прв пат имаме прашалник кој што го мери квалитетот на животот. Тоа изгледа вака, еден дел само прикажувам, каде што се најразлични прашања кои што може да се одговараат, нели, и на крај се добива збир од вкупни поени за квалитетот на животот како вкупна оценка, односно во секој сегмент од прашалникот имаме посебно бодирање и на крај имаме еден заеднички скор на живот. Така да ние ќе можеме редовно да ги собираме квалитетот на животот кај нашите пациенти. Оди споро, се пополнува полека, меѓутоа сепак на крај ќе имаме еден резултат и ќе можеме да се надевам дека ќе можеме да помогнеме за подобра услуга и подобар третман на нашите пациенти. Ви благодарам за вниманието.